Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Александра Филиповска, вие гледате Бизнис 21. Компанијата Аптив го затвора својот погон во Бунерџик и производството го сели во Полска и Португалија. Најголемиот извозник од Македонија, Джонсон Мети, најави намалување на бројот на работните места поради глобалните случувања на автомобилскиот пазар. А за сега непотврдени најави за затварање има и од фабриката за автомобилски делови Дура Автомотив. Ги губиме ли странските инвеститори во зоните за кои државата и граѓаните вложија стотици милиони евра за привлекување? Дали кризата во германската автомобилска индустрија ќе стави катанец на уште фабрики во зоните? Ќе има ли втор удар од царините на староновиот претседател на САД Доналд Трамп? Дали и колку ќе настрадаат и домашните компании? Имаме ли план Б? Како ќе го предбродиме ударот врз македонскиот бруто домашен производ, ако се земе во предвид фактот дека компаниите од Тирзовита учествуваат со над 40 до 50% во целиот извоз на земјава. Анализата на Бизнис 21 пак покажа дека компаниите од зоните за 9 години добиле над 134 милиони евра државна помош и ослободувања, а уплатиле над 387 милиони евра во државната каса. На секое вложено 1 евро од државната каса, странските инвеститори од индустријските зони за 9 години вратиле во домашниот буџет 2,9 евра. Ги мерили некој ефектите од зоните? Одговори на овие прашања и на многу други прашања ќе побарам од моите денешни гости, директорот на дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони, господинот Гоце Димовски. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам поканата. И Антони Пешев, извршен директор на Стопанската комора. Ви благодарам и вие што ја прифативте поканата. Благодарам на поканата. Господине Димовски, ќе почнам од вас и ќе почнеме од најактуелното од Аптив. Дали добивте официјално известување, дали конечно заминуваат од земјата, дали тоа е официјалното известување од дека го напуштаат Бунерџик, кога и кога ги добивте овие информации и дали нешто претходно имаше навестување дека ќе напуштат зоната? Вака, во однос на Аптив, можам да кажам дека ние во месец ноември направивме се вика визита кај нив, за да видиме каква е состојбата. Од тоа што го видов во месец ноември, немаше никакви индикации дека е можно некакво намалување на производството на компанијата на Аптив. Баш со актуелниот директор на Аптив ни презентираше човекот плановите за инвестиции што следа во 2025-2026 годините натаму. Она што првично од нас стигна како информација е одлуката на бордот на Аптив на глобално ниво, каде што согласно последната одлука донесена мислам во јануари 2025, нивниот план е Аптив се подели на два ентитета. Што значи тоа? Значи имаат ентитетот што им е ЕДС, односно Electric Distribution System дивизијата, да биде посебен ентитет која всушност е 40% од портфолиото на Аптив, моментално од Аптив Worldwide, а другиот ентитет да биде оној дел што им се вика Active Safety and User Experience, и тоа е де факто 60%. Според информација што ги имам ја, планот е таму некаде до март 2026 дивизија, односно новиот ентитет ЕДС да се продаде. Сега, тука е интересно што Аптив Македонија, како правно лице, собственик на Аптив Македонија е Аптив Унгарија. Аптив Унгарија е од дивизијата ЕДС, Electronic Distribution Systems. Така да најавите што стигна до нас официјално дека они планираат намалување на производството и заклучно 2026 да не произведуваат делови од она дивизија на која што сега моментално спаѓа Аптив Македонија, а таа е Active Safety and User Experience. Тоа ќе значи? Тоа ќе значи дека они планираат дел од своето производство да го носат во Полска и во Португалија, меѓутоа индиците се дека можно е да компанијата Аптив македонска да се продаде на некоја друга мултинационална компанија. И сега кога сме тука кај ова, дали се активни корисници на државна помош и дали тука следуваат некои пенали кои треба да ги платат? Да, активни се корисници на државна помош. Наша страна се преземаат сите мерки, се прават сите математики со цел да ги платат тие побарувања што ќе ги имаат, односно обврски спрема нас. Согласно договорот државна помош и договорите за закуп. Тоа многу ќе значи дали
ќе го затворат или пак ќе го продадат на нова мултинационална компанија, која што имало случаеви претходно за тој објект. Таму беше прво Johnson Controls, па и купи Visteon, па Visteon го купи Delphi го купи на Visteon и после Delphi де факто стана Aptiv. Така да има таква историја тој објект производен. А имате ли официјално известување од Johnson Matthey дека ќе се кратат работи? Не, нема такво официјално известување. Значи ние како ТИРС, Дирекција за технолошки индустријски развојни зони, секој месец правиме анализа на бројот на вработени и на извозот. Зошто ни е битно беше едноставно да ги следиме. А имат ли обврска да ве информираат? Од кој аспект? Доколку се случуваат некакви намалување на производство, намалување на број на вработени, затварање на фабрика? Видите, ние ги следиме. Имаме aftercare. Што значи тоа? Секој месец добиваме оние официјални податоци за број на вработени и за извоз. И од тука ние се гледаме дали некоја компанија има потешкоти. Во принцип, табела што имам, тука сите компании во ТИР зониве каде што се гледа број на вработени. Дури ако го погледнеме Aptiv, во мај 2024 има околу 490 лица што работат, заклучно со 1.1.2025 550. Значи тука нема пат. И Aptiv Македонија, според информациите што ги добив од менаџментот на Aptiv Македонија, више си имат склучени договори за наредни 4-5 години. Меѓутоа, за жал, таа корпоративна политика доведе до тоа да едноставно се намали производството и на крај да се затвори или да се продаде. Добро, меѓутоа сепак не сметате дека треба информациите директно од нив да ги добивате? Не, во случај на затворање, зашто вака излегува дека вие информацијата ја добивте од надвор. Не, ние добив официјално, по мејл. Ама ние во континуитет и во комуникација ностоп со компаниите. Така кога имаат првите индици не известија. Меѓутоа, знаете, една индиција, друга више официјално кој ти извести. Ние добивме официјално известување на мејл и дата нела. Johnson Matthey најавува дека неофицијално 20 до 30% од вработените ќе треба да ги рационализира, односно да ги напуштат работните места. Поред последната комуникација што беше пред неколку дена со тело од менаџментот од Johnson Matthey, таква информација до мене не е споделена. Значи нема да кратат работни места? Не знам колку ќе кратат, ама таква информација не е споделена. Според анализата што имаме од Johnson Matthey, они имаат стабилен број на вработени во моментов. Значи нема некоја бројка што во моментов може да кажеме дека они ќе намалуваат. Добро, меѓутоа официјално на медиуми потврдија дека ќе намалуваат. Ама колку потврдија? Процент не, меѓутоа дека ќе се кратат работни места. Значи Johnson Matthey официјално немам добил никаква информација дека ќе се кратат работни места. Конкретно. Што е со Dura Automotive? Се појави информација дека и тие имаат проблеми и дека дури дека одат на тој пат на затворање на погонот. Дура ние утврдивме како дирекција дека има намалување на работни места. Колку? Од 60 на некаде 10 до 15. И во моментов правиме од наша страна се преземаат сите мерки и активности да ги утврдиме што е проблемот и во која насока им се, дали имаат воопшто проблем. И врз основа на тоа ќе преземеме на тамошни чекори со цел да видиме што треба наша страна да направиме да се заштитиме оно што е дано како државна помош. Значи сите се корисници на државна помош и во случајов би им следувала пенале, би плаќале пенале на државата доколку. Тоа е обврска. Ако не, видите, имате во одредени одредби, облигации во тие договори каде што имаат одредени услови да ги исполнат. Ако не ги исполнат и не одржат инвестицијата, тие мора да ги вратат парите кај државата со соодветни законски камати. А кои се вашите информации? Има ли проблеми кај другите компании во тирзовите? Знаеме каква е кризата со автомобилската индустрија во Германија, има и други најави за други рестрикции. Значи глобалните случувања не се баш позитивни. Што покажуваат вашите бројки, официјални информации? Дали е можно и други компании од зоните да ги напуштат? Заклучно со денес таква информација немаме. Заклучно со денес. Се што ќе имаме официјална информација на време ќе споделиме со медиумите. Добро. Господине Пешев, како гледате на оваа состојба прво во зоните и како сето ова ќе се одрази на домашната економија со оглед на тоа што компаниите во зоните се најголемите извозници, односно зачинуваат 40 до 50% од македонскиот извоз? Искрен да бидам, мислам дека ова што се случува во зоните воопшто не е нешто што треба да не радува. Зоните беа извореден генератор на тврда валута
преку извозот, значајно го абсорбира потребата за странски девизни средства во државата и ни сите овие години, особено во делот на вработувањето на работна сила која тешко наоѓаше работа на друго место под тие услови, покажа исклучително добри резултати. Значи во комората ние секогаш сме имале позитивен однос према она што се случува во индустријските зони и навистина не ми е пријатно кога слушам дека се спремаат да си одат, меѓутоа не се работи само за тоа дека Македонија не е добра дестинација. Германија, особено како прв наш партнер во економијата, покажува исклучително лоши резултати веќе неколку години. Они се наоѓаат во економска состојба во која се покажа дека зависноста од енергенсот кој доаѓаше од Русија исклучително многу влијал на нивниот капацитет и сега се гледа уствари колку таа голема економија била зависна од ресурсите на кои можела да се ослони. Дополнително на тоа, Германија во изминатиот период со промената на раководството покажа неподготвеност да ги абсорбира условно бегалците кои дојдоа на нивна територија. Се сеќаваме на Меркел, господјата Меркел, која кажа дека они ќе дојдат, тие што ќе фатат приклучок во нивната индустрија ќе останат, другите кои нема, после завршувањето на кризата во Сирија, ќе се вратат назад. Еве се завршува кризата во Сирија, они не се враќаат во Сирија. Во овој момент, значи, по мене Германија поминува низ многу тежок економски период и како наш најголем партнер неминовно ќе има одраз на резултатите што нашите компании ги прават во комуникацијата со Германија. Резултатите од 23 до 24 покажуваат исклучително големо намалување на размената. Значи, ако во 23 година купната размена била околу 5 милиарди и 200, во 24 година таа е 4 милиарди и 600-700, што е уствари големо намалување во сегментот. Она што треба да не загрижи е тоа што ние секогаш со Германија сме имале суфицит, што е многу ретка ситуација како економија. Нашата економија е увозно зависна и стално имаме дефицит со државите. Меѓутоа со Германија салдото ни било секогаш позитивно. Меѓутоа факт е дека ако сме имале 2,7 милиарди суфицит во 23-та, суфицитот паднал на 2 милиарди, скоро за 700 милиона во размената со Германија, што е исклучително голема бројка. Дури ако влеземе малце во структурата на размената со Германија, ќе видиме дека падот на економските параметри говори дека нашиот увоз се зголемил, нашиот извоз се намалил и ако размената паднала, да кажеме во просек за 11%, ние имаме, како се вика, 16% пад на извозот, а 3% зголемување на увозот, што е прилично неповолна бројка. За структурата на размената со Германија не бих говорил, заради тоа што таа претежно се базира на еден дел од производството што се одвива во зоните и во делот на елементите кои се потребни за нивната индустрија. Не е тајна дека Джонсон Мети заради неговите производи, за неговото присуство на пазарот, бевме една од водечките држави во светот која произведува контактори со платина обложени. Во принцип, не сакам да кажам дека тоа е наш придобивка, меѓутоа факт е дека сите овие години они беа еден сериозен мотор во делот на како да кажем, пропагирањето на Македонија како добра дестинација за водење бизнис. Знаете, ако таква голема компанија е присутна во кај вас и да работи добро и има профит, тоа е добар сигнал за сите останатите. Така. Да. Имате асоциацијата на странски инвеститори. Тие одамна предупредуваат дека ова што се случува во Германија ќе се преслика и кај нас. Веќе почна и минатата година да се пресликува. Кои се сегашните информации? Има ли со кои проблеми се соочуваат странските инвеститори, она што ви го кажуваат на вас како комара? Добро, мислам, она што го слушаме целиот овој период, првенствено беше загриженоста за нарачките, за обемот на работата. На нарачките, да. Што се однесува до енергенсите,
најголем дел од нив тоа го решава, ако не може да го реши државата, го решава преку своите принципали во државите надвор, така да тоа не беше толку изразен проблем. Онаа година кога беше голема енергетска криза, тогаш беше поплаката дека енергијата е многу скапа. Меѓутоа стои тоа дека ни предстои веројатно уште една енергетска криза. Според последните информации, растот на природниот газ во овој момент е околу 14-15%. Тоа ќе повлече сигурно покачување на цената на нафтата додатно, така да ни предстои период во кој е можно зголемување на енергенсите, што за нас како увозно зависна држава во однос на енергијата би значило повторно некој од илјадите кризи кои ги преживеавме во краткиот временски период. Се надевам дека сепак ова ќе биде времена мерка и е директно врзана со последните одлуки на администрацијата во Соединените Американски држави, која прави големи пореметувања на сите пазари, вклучително и на енергијата. Почитувани, во продолжение ќе ја погледнеме анализата на Бизнис 21 со детали и бројки колку пари во име на државна помош и разни ослободувања од плаќање на давачки се прелеале кај странските инвеститори во зоните, колку пари од нив влегле во државниот буџет и кој е ефектот досега од инвазивното истурање на стотици милиони евра за привлекување на странски инвеститори. На секое вложено 1 евро од државната каса, странските инвеститори од индустријските зони за 9 години вратиле во домашниот буџет 2,9 евра. Ваква излегува математиката ако се земат ефектите од помпезните кампањи на сите влади досега за привлекување на звучни странски компании во земјава. Нема влада на која главен адут не им биле привлекувањето на странски гиганти, но засега ниту една не излегла со анализа на ефектите од истураните стотици милиони евра преку државната помош и олеснување од даноци, царини и други привилегии кои ги имале странските инвеститори на грбот на граѓаните и домашните компании. Кризата во германската автомобилска индустрија веќе почна да ги зема и првите жртви кај нас. Компанијата Аптив, која од 2016 година работеше во Бунаџик со околу 500 вработени, одлучи да го затвори својот погон во Македонија и да го пресели производството во Полска и Португалија. Джонсон Мети, најголемиот извозник од Македонија, најави намалување на бројот на работни позиции поради глобалните случувања на автомобилскиот пазар, а засега непотврдени најави за затворање има и од фабриката за автомобилски делови Дура Automotive. Што тоа ќе значи засега никој не коментира. Освен премиерот кој не беше загрижен за ова, туку дали и како ќе им најдеме квалификуван кадар на странските инвеститори кои што доправа доаѓаат. Во недостиг на официјална анализа, Бизнис 21 направи своја анализа за ефектите од странските инвестиции во зоните. Во земјава има вкупно 14 технолошки индустријски развојни зони. Од нив 8 се активни, останатите се уште се во фаза на оградени ниви. Во зоните имаме вкупно 38 инвеститори. Заклучно со јануари годинава во зоните работат 17.838 лица, што е помалку за 1% од 2024 година, кога во зоните работеле вкупно 17.943 лица. Иако во 2022 и 2023 година бројот на вработените во зоните бележи двоцифрен раст, во 2024 година стагнира, за годинава да почне со минус. Математиката покажува дека за 9 години од 2015 заклучно со 2023 година, за кога е последниот податок, компаниите од зоните оствариле вкупни приходи од 20,8 милиарди евра. Во 2022 година и 2023 прикажале приходи од 3,2 и 3,4 милиарди евра. Растот на приходите им е 28,5%. За истиот период од 9 години компаниите на име даноци придонеси уплатиле 387,7 милиони евра во буџетот. Во истиот период пак добиле вкупно 134,5 милиони евра државна помош од буџетот со вклучени разни ослободувања од даноци, царини, придонеси, а државната помош без ослободување изнесувала 73,7 милиони евра. Математиката покажува дека за 9 години компаниите од зоните уплатиле во државниот буџет вкупно 387,7 милиони евра, а добиле државна помош од ослободување од државата од 134,5 милиони евра, или на секое едно вложено евро
државна помош и ослободувања, компаниите вратиле 2,9 евра во буџетот. Дополнително на ова, ревизорскиот извештај откри дека до 2021 година биле инвестирани над 100 милиони евра за изградба на зоните. Колку дополнително пари се инвестирани потоа, нема информации. Но нема ниту информации кои се ефектите од стотиците милиони евра вложени во нив. Она што го покажуваат бројките дека речиси половина од извозот на земјава се темели на фабриките од зоните. Во периодот од 2018 до крајот на 2024 вкупниот извоз во земјава бил 49,8 милијарди евра, од кои 21,3 милијарди евра бил извозот од зоните. Иако учеството на тирзовите во вкупниот извоз на земјава до 2023 година се движело околу 45%, во 2024 се чувствуваат последиците од кризата во Германија, па извозот од зоните паѓа на 38%. Податоците покажуваат дека ако вкупниот извоз на земјава во 2024 година паднал за 2%, извозот од зоните е во негатива од 15%. Во истиот период, од 2018 до 2024 година пак, ако вкупниот увоз во земјава бил 68,2 милијарди евра, од компаниите од тирзовите била увезена стока во вредност од 19 милијарди евра. Податоците покажуваат дека ако во 2024 година вкупниот увоз на земјава се намалил за 4%, увозот од тирзовите паднал за 6%. И доаѓаме до најважното. Колкав е нето извозот од зоните? Податоците покажуваат дека ако вкупниот нето извоз за земјава низ годините е во двоцифрена негатива, односно повеќе увезуваме од што извезуваме, нето извозот од тирзовите е во позитива. И ако во изминатите години бил двоцифрена позитива, во 2024 година е само 8%. Податоците покажуваат дека за тие 7 години разликата помеѓу стоката што ја увезле компаниите од тирзовите и тоа што извезле како производ од земјава е 2,2 милијарди евра. Почитувани, тоа беше анализата на Бизнис 21. Се враќаме во студиото. Господине Пешев, ги погледнавме бројките. Една од основните идеи беше и македонските компании да можат да бидат да инвестираат, односно да бидат во тирзовите, да добијат помош како и странските инвеститори. Кој е ставот на комората околу сето ова за помошта која добиваат странските инвеститори во однос на домашните? И другото прашање ми е зошто е слаб интересот на домашните компании да влезат во зоните? Па јас мислам дека првенствено на почетокот некако не беше многу јасно дефинирано дали и под кои услови нашите компании ќе влезат. Фокусот беше на тоа да се привлечат големи имиња кои ќе бидат како локомотива на инвестицијскиот бум кој се случуваше на почетокот на индустријските зони. Сега веќе ситуацијата, јас разговарав со неколку луѓе кои ги прашав зашто не се преселите со операциите во индустријските зони, вика, па не ми беше кажано доволно рано, а јас инвестирав во објект надвор од зоната. Сега нагло да го префрлам целиот објект во зоната е додатна инвестиција и ако не сте го планирале тоа однапред, а сте изградиле објект или сте инвестирале во инфраструктура, тешко е да мигрирате во зоните. Она што ние од секогаш сме го говореле, дека треба да првоенствено да не се фокусираме само на една бранша на економијата или производството. Значи, не е тајна дека деловите за автомобилската индустрија беа доминантни во зоните. Ние би сакале да видиме во зоните малце пошаренолика лепеза на компании кои инвестираат. И не само заради тоа што сега ситуацијата со автоиндустријата е недефинирана заради влезот на Кина во делот на електричните автомобили и вкупните состојби во светот, повторното враќање на Америка според најавата на претседателот Трамп дека ќе реактивира производството на автомобилската индустрија во Америка. Она што за нас е интересно е да видиме дали може во индустријските зони во иднина, вклучително и со компании од нашата држава, да пробаме да донесеме, како да кажем, out of the box идеи, нешто ново, да понудиме некаква нова структура со обзир на тоа дека пред нас стои уште една голема индустријска револуција. Она што е лоша вест е дека вештачката интелигенција ќе направи додатен притисок дури и на некои здрави економски сектори кои ги имавме во државата. Не е тајна информатичката индустрија, скоро преку 1,3 милиона имаше обрт во изминатиот период, од кој значаен дел беше извозно ориентиран. Сето тоа
може да биде притиснато заради случувањата. Овој пат не заради воените случувања, не заради она што се случува со Америка, него заради воведувањето на вештачката интелигенција во процесот на производството. И нашите компании им предстои многу сериозна како да кажам, реорганизација, подготовка, дообука, заради тоа што вештачката интелигенција е променува гейм ченџерот, она што ќе ја смени играта. Сериозен предизвик. Мислам дека светот иде во еден правец во кој ништо нема да биде како што било. Од тоа како се однесува Америка, која беше глобална светска сила дури во економијата, до појавата на сега мултиполарните центри во економијата. Ние сме сведоци дека една Русија заедно со земите од БРИКС успеа да го издржи притисокот на западниот свет во војната со Украина. И сите очекуваат дека она ќе колабира за многу кратко време, а се испостави дека она заради новите пазари успеа да преживее. Она што за нас е битно дека би сакале да државата биде поддржувач. Не радува тоа што во најавата за кредитната линија која следува за стопанството, која уште не е реализирана, има елементи на поддршка на домашните компании за нивно производство. И мислам дека ако владата обстане на таа своја амбиција и биде коректна, односно тоа го подели на целото стопанство, а не само на 2-3 субјекта кои ќе искористат бенефитот од таа работа, може да се случи некаков мал замаец да видиме и во делот што не се наоѓа во зоните, заради тоа што 250 милиона е 250 милиона. 250 милиона свежи пари со мала камата, тоа е добар импулс за мала држава како нас. И да пробаме максимално да направиме напори да вратиме ова што сме имале и во светов работи. Нашите деца, имаме многу деца по светот кои сега нема да бидат баш во најдобрите, со обзир на тоа дека светот од глобално село, како што мислевме дека ќе биде, стана сега глобална збирштина од мали селца. И ако една Америка одлучила да се затвара во своји граници економски, ако она во секоја разговор со партнерите го мери тоа на 100 милиона повеќе, 100 милиона помалку во размената, тогаш очигледно е дека ние од глобализација идеме у некаква феудална шема на функционирање на економиите. Сега е јасно дека многу работи ќе се сменат. И мислам дека треба да сме многу внимателни, пошто доаѓаат немирни времиња во делот на економијата. Ќе одеме на тие времиња. Господине Димовски, премиерот најави инвестициски бум до мај. Кажа се преговара со 15 потенцијални инвеститори. Може ли некои детали за кога се планирани овие инвестиции? Дали ќе бидат во Тирзовита? Кои сектори, колку пари, колку вработувања, дали знаете, односно чим преговарате, сигурно знаете со каква државна помош настапуваме, затоа што една од изјавите на премиерот беше дека ќе мора и тој модел да се измени на некој начин, за да можеме полесно да ги привлекуваме странските инвеститори. Вака, ако се погледне од јули навака, можеме да констатираме дека оваа влада сериозно работи на привлекување на странски инвестиции и поддршка на домашните компании. Доказ за тоа е во дело на домашните компании она кредитна линија, која е доста ефтина, со каматна стапка помалку од 2%, 1,9 мислам дека беше. А во дело на странските инвестиции може сами да заклучите дека периодов претходно доста странски инвестиции јавивме, дел ги реализиравме, дел донесе одлука. За од ден знатано, да, че има доста инвестиции, така да крајот на месецов, почетокот на март, ќе имаме камен темелник на нова инвестиција во Тирс Скопје. Се работи за инвестиции, да, Бунарџик. Се работи за инвестиција некаде околу 25 милиони евра, со некаде повеќе од 200 нови вработувања. И она што сме ние силно фокусирани е да правиме таа диверсификација на дејностите кои оперативно работат во тирзоните. Така да се работи за компанија која ќе произведува системи за грејање за бела техника, конкретно ќе произведува такви системи за компанијата Беко, најпознатите производители за бела техника во светот. Во делот на другата инвестиција што исто така премиерот ја кажа во април, таму ќе биде отварање официјално
на компанија која ќе почне официјално да работи, да произведува и да генерира додаена вредност во самата македонска економија. Можам да кажам дека имаме официјално известување од страна на сериозна мултинационална компанија дека донесе одлука за инвестирање во Македонија. Таа инвестиција ќе биде повеќе од 70 милиони евра, каде што ќе има високо технолошко производство. На што? Високо технолошко производство на нема да биде само еден, како да кажам, еден продукт, него ќе биде еден цел систем што ќе функционира. Значи не е како дел што се монтира во некој Ама која дејност? производство, не можам да кажам точно заради се уште немаме добиено одобрување да ја кажеме која е фирмата. Че има повеќе од 500 вработувања, како што кажав. Преговараме со уште многу компании. Очекуваме период што следи сите овие преговори во најголем дел да завршат позитивно. Така да во текот на вчерашниот ден добивме најава за една компанија која моментално активно работи во три зоните, дека сака да гради уште нов капацитет со повеќе инвестиција повеќе од 35 милиони евра, со некаде плюс 500 нови вработувања, така да работиме сериозно и напорно и очекуваме сета ова работа да период што следи соодветно ја евалуираме, што се вика, да донесеме тие инвестиции. Добро, тоа се преговори, имаме до реализација. Она од преднова година што го најави премиерот е во финална фаза се преговори со компанија од многу моќна земја, членка на Европската унија, инвестиција од 350-360 милиони евра во дел на напредна технологија, производство на батерии. Во изјавите на премиерот од пред некој ден не беше спомената оваа компанија, кога се направуваше отварањето на нови фабрики, случајно или намерно не знам, зошто не е спомената, дали пропадна преговорите со оваа компанија? Јас зошто не е спомената од страна премиерот не можам да ви одговорам, нешто можам да ви одговорам дека со таа компанија сериозно преговарам. Сме сериозни преговори. Тоа можам да ви кажам. Има ли некаква си одлука? Значи, ние сме уште во фаза на преговори. Очекуваме период што следи да бидат тука тие гости од таа компанија кај нас, наставно да им презентирам уште детали, така да очекувам дека таа одлука ќе биде донесена што и направат на страна сите анализи, иначе сериозно преговараме. Дури имаме подпишано и договор за неоткривање на потоци, што е чекор еден во дел за преговори. Значи сепак е еден чекор дека сепак ќе одлучат најверојатно да инвестираат во земјава? Да. Кога ќе откриете таа компанија? Ќе откриеме кога ќе добиеме соглас со нив дека можеме тоа да го откриеме. И кога би се реализирало сето тоа? Какви се нивните планови? Па видите, нивните планови се во текот на 2025 да се донесе таа одлука да се почнат тие активности со цел да почнат. Во зоните? Да, во зоните, да. Добро, и повторно ќе го цитирам премиерот, најави инвестиција на многу добар постоечки инвеститор со големо учество во извозот, кој во јануари кажа мора да се изјасни дали ќе ја прошири својата инвестиција овде. Значи кажа дека во најтесниот круг заедно со Пенсилванија сме била. Да, точно е тоа. Јануари помина, што се случи со оваа компанија? Информациите што ги добив од таа компанија, одлуката стои дека треба се донесе, меѓутоа најверојатно ќе биде заради глобални текови што се случуваат периодов, да се донесе таа одлука некаде во април-мај. Добро. Значи одлуката дека треба да се направи нова фабрика, да, е кај нив донесена, меѓутоа само да се утврди дали ќе биде, која земја ќе биде. Значи се уште немаме, Во кажал пример, ние сме во конкуренција со Пенсилванија. Добро, ама одлуката требаше јануари. Да, ама тие одложија. Добро. За во април. Согласно информација што ми ги споделија до мене. Дали е дефинирана државната помош? Со што настапуваме кај странските инвеститори? Видите, согласно Законот за контрола државна помош и Законот за ТРИС, ние имаме утворени одредени пакети, мерки кои ги даваме на инвесторите. Така имаме нови, стари, затоа што премиерот најави дека сепак тоа ќе се редефинира на некој начин, бидејќи ние не сме толку конкурентни во однос на регион или понапредни земји. Идејата што работиме неколку месеци е да се усогласиме со она што се вика глобални трендови во делот на привлекување на странски директни инвестиции. Значи, тоа го работиме и во принцип заедно сега со глобалниот данок. Тука можам да кажам дека со дел од компаниите што се подлежни на глобален данок во Македонија, согласно новиот закон што стапи во сила, мислам, се донесе крај на 2024, се објави во службен весник почеток на 2025, ние правиме вид
промена на мерки, за едноставно тие што имале даночни леснувања да ги платат пари во држава, а за возраст им се даде друга мерка која ќе биде апликативна и за ОЕЦТ регулатива. Така да од тој аспект сериозно работиме се со цел да се согласиме максимално и да бидеме поконкурентни за секоја една нова инвестиција. Што повеќе ќе им понудиме од регионот? Видите, сушината што е, ние И колку тоа ќе го чини буџетот видите, дополнително? ние секогаш кога доаѓа нека компанија, кога достава бизнис план, правиме анализа на таа нивна математика, што значи таа нивна инвестиција. И врз основа на тие бројки, соодветно на тоа, согласно праксите и методологиите, нудиме државна помош. Значи, ние не сме од типот да, како што било претходно за жал, дојдите, све ќе ви дадеме. Не. Значи, гледаме да бидеме во таа рамка. Значи, јас знам компании кои претходно се договорени дека ќе инвестират, им рекле, све ќе ви дадеме, само дојдете. Тоа не е во ред. Така се однесува со парите на граѓаните. Значи, кај нас постои принцип, методологија, врз основа на закон, кој колку врз основа на тоа колку ќе даде доаѓа вредност. И затоа нас ни е битен бизнис планот. А ја променувате таа методологија сега во моментов? Сега се гледаме да ја усогласиме со глобалните трендови. Што нудат другите, гледаме да се согласиме, да биде апликативно за нашата држава. Значи, можеме ние нешто да го имплементираме ако не е апликативно за нас. Така да во делот на државната помош сериозно работиме и секогаш гледаме да бидеме во рамките на она што се вика усогласување со глобалните трендови, едноставно да бидеме поконкурентни. Така. И знаете, не е само делот државна помош, има и други работи. Например, има хармонизација со ставките во царина. Че имаме на Европска унија ставки, имаме на и се работиме на хармонизација. И тоа е многу битно. Да сме конкурентни во тој аспект. И тоа го работиме. Жално е што до заклучно со јуни ништо не се презело во овој момент. Требаше до јуни ние да имаме закон за минимален глобален данок. Ние го неавме, ние го донесовме сега. Што бораше? За 6 месеци сигурно се. А тоа треба да се донесе предходно. Или не знам, хармонизација ставкиве со Европска унија треба да ја донесе многу порано, ама за жал никој не го интересирало тоа неверојатно. Тие стапки ќе важат за купната економија, не само за трзовите. Генерално за се зборам, за купа економија и за домашни и за странските компании. Господине Пешав, истото прашање на некој начин, колку ние, како вака мала земја, и со ова што го нудиме, можеме да привлечеме и да бидеме конкурентни за странски инвеститори кои пре би го одбрале друга земја каде што им се нудат подобри услови. Треба ли се уште повеќе пари од буџет да даваме за да привлекуваме странски инвеститори и каков е вашиот став? Што би се случило доколку сите овие пари ги прелеевме, да речеме, кон домашното стопанство? Дали ќе имавме поголем развој на некој начин со тоа? Видите, тоа што би било кога би било во економијата не работи. Хипотеза е тоа. Ние кај нас викаме рачун дома у чаршија не испаѓа. Така. Би требало да пробаме дали би можеле да го промениме. Важно ефектите се позитивни. Она што генерално треба да се каже дека сега не можеме да го нападнеме концептот на индустријските зони само заради тоа што би можело да развиеме домашната економија. Тоа што сигурно знам дека фаворизирањето на компании во делот на информатиката беше тотално погрешно. Зашто? Заради тоа што направи ненормално пореметување на пазарот на работна сила со и покачување на платите во тој сектор до ниво каде што почнаме да стануваме неатрактивни за понатамошно зголемување. Еве сега со промената на односите, споменав во вештачката интелигенција и намалувањето на побарувањата, може да ни се случи да мораме да го комплетно ревидираме тој сегмент и јас би препорачал да понатаму не помагаме надворешни компании во нашата држава во ситуација кога немате невработени лица. Помошта и фокусот треба да биде према оние сектори и групи на луѓе кои во државата не можат да најдат свое работно место, а не према секторите кои и онака и овака прават добра заработка и видовме дека тоа може да функционира и без никаква државна помош. За мене е клучно да се промени вкупната клима и да од прилично, како да кажам, лузерска, како да кажам, губитничка
клима која имаме во државата, дека се паѓа, све се растура, ја смениме, кажеме, идеме у нов економски циклус и со таа политика пробаме на сите да им помогнеме тоа да го направат. Ќе ви кажам зашто е битно и домашната економија да се подржи. Заради тоа што кога странските компании одат, можда не ми е проблем да ги платат пеналите заради заминувањето од државата и луѓето да идат на завод за вработување. Меѓутоа, вие без македонските компании кои обстануваат и кога се у доброто, и кога се во лошото, и кога се со лоши години, они обстануваат. Децении обстануваат на пазарот. А вас ви треба и едното, и другото. Јас по мене, во овој момент, ние ако си го дозволиме луксусот да ги оставиме овие луѓе што ќе заминат од индустријските зони на слободниот пазар, тие ќе заминат надвор од државата. Тие се едуцирани, школувани и спремни за на друго место. Квалификуван кадар. Она што ни иде на рака помалку е тоа што и на комшиите не им цветаат рози во околината. Они беа главни конкуренти. Јас неколку пати сум го слушнал Вучич кој каже, вика, баш фино видовме како тоа во Македонија е направено, па ние го направивме малце подобро. Купидов. Да, и мислам дека он е многу, како се коректен во тоа дека ние почнавме порано со индустријските зони. Меѓутоа, вистина е дека Србија нудеше во еден период многу поволности за странските инвеститори. Меѓутоа, политичките случувања сега во Србија, политичките случувања во Косово сега, она што се случува во Бугарија, она што се случува во Албанија, генерално вкупните случувања ни идат малку на рака и од сите вака кога го погледате регионот, Македонија изгледа прилично коректно. Имаме сериозна стабилна влада. Изгледа има стабилна политичка, како да кажам, структура, има влада со која може да се преговара, уште не е премногу задолжена, не се штампаат пари за да се задоволат интересите и она што е грешка, а сакаме да си реализираме, дека силното дополнување на нивото на платите по било која цена само ја пумпа инфлацијата, која не е само наш уникатен феномен, него тоа се случува насекаде по светот, вклучително и Америка. Една од политиките на новата администрација во Америка го таргетира инфлацијата во својата држава како еден од главните проблеми. Тоа ни се случува и нас. И ние треба да посветиме многу внимание на тоа како да го вратиме производството во нашата економија. Заради тоа што значаен дел од инфлацијата која ни се случува во државата е заради тоа што престанавме да бидеме производители и почнаме се повеќе да бидеме увозници и трговци. И тоа така на тој начин вие ја увезувате инфлацијата која се случува надвор од порано, знаете како ништо не чинеше во Македонија, надвор се беше подобро. Сега во дадената ситуација имаме ситуации кога не повлекува таа економија и на некои сегменти кај сме можеле да одговориме правилно, не одговараме. Нема да ширам дискусијата заради тоа што говориме за тоа дека немаме веќе рано-градинарско производство, никој не знае зошто. Немаме прибирање на нашето производство во ладилници, никој не знае зошто 50 години никој не инвестира во ладилничка структура. Имаме ситуација во која не ги пласираме нашите производи, субвенционираме квадратура на земјодско земјиште, а не производ, што е огромна грешка. Значи, сакам да ви кажам, една серија на политики кои треба да се ревидираат за да се вратат луѓето во производството. А затоа што навистина е полесно да се заработат парите во трговијата, меѓутоа објективно на долги стази тоа е губитничка политика која сите нас не вовлекува во структурата. Додатно го губиме квалитетот на работната сила која ќе ви треба тогаш кога ќе биде најпотребно, кога ќе не може да увезете. Еве имаме ситуација кога не можеме да увеземе работна сила, затоа што сите бараат работна сила од некаде. И сега вие не можете наеднаш да створите инженери, наеднаш да створите доктори, наеднаш да створите работна сила која може да ви го пополни недостатокот заради тоа што вашите луѓе заминале. И затоа треба многу внимателно да се работи во сегментот, да не си го дозволиме тој луксус, да не можеме да се вратиме од точката каде што е тоа нула. Ја стално го користам таа една споредба со тоа дека економијата ви е како санка, како се кажа, се додека се движи, подобро гурајте ја да функционира, не оставете да застане. Ако застане, повеќе не може да бутнете, не може да померите. Потешко да се стартира. Так.
На почеток на година сме. Каква е состојбата во домашното стопанство? Ја имаме германската криза, но и оние царини на председателот на Соединетите американски држави Доналд Трамп, најавени 25% челик и алуминиум. Сите тие царини, германската и европската економија ни се на стаклени нозе на некој начин. Како сето тоа ќе влијае на домашниот бизнис? Домашниот бизнис во овој момент, кој секогаш, значи бизнисот е кукавица. Некој ќе ме увини за да го кажам. Прв бега од проблематична ситуација, значи не влегува во предизвики, ако може да најде подобра алтернативна ситуација, иде таму. Меѓутоа, факт е дека изминатиот период немаме некоја паника во нашата економија, а имаме загриженост и одмереност. Значи не се прават крупни инвестиции, не се прават крупни залети, сите си ги чуваат резервите за некои лоши времиња и чекаме да видиме дали државата навистина ќе го започне тој економски бум кој е зачнат со 250 милиона кредит кој се надевам брзо ќе се ефектуира. После тука тие 250 милиони има за општините. Да, во принцип да. 250 милиона за општините. Знаете, тие се сегменти кои укажуваат на тоа дека можете да се олабавите и да почнете да размислувате како да го зголемите производството. Но глобалните случувања како ќе бидат? Глобалните случувања воопшто не идат во прилог. Говоревме за Германија, истото се случува со најголем дел од земјите од Европската унија. Ви кажав дека цените на енергенсите изминатиот период почнаа да растат. Тоа исто е лош сигнал. И она што загрижува е дека Америка, бевме сведоци дека Америка со извршните наредби на председателот Трамп уствари покажа дека тие наредби се уцена према одредени држави. Значи за некои држави тоа беше еве ја го потпишувам наредбата, па државата ќе респондира некако, ќе вети нешто, па они викаат ќе го одложиме тоа за 30 дена да видиме дали вие тоа ќе го направите. Значи тие не се директно економски базирани мерки. Нити па американската економија може преку ноќ од 2 месеца да го врати своето производство нити на енергенси, нити на алуминиум, нити на челик. За тоа треба време. За тоа треба една година минимум да се вратат во функција нивните механизми за производство. И јас мислам дека и мерките према Европа ќе имат таква димензија, тие ќе бидат елемент на преговарање. Мислам дека концесијата ќе биде влез на автомобилите од Америка, кои сега во овој момент во Европа не може да влезат заради SNG стандардите и зелената агенда која Европа ја гура цело време. И мислам дека тоа драматично ќе се одрази не директно на нас, индиректно. Значи кај нас она што се случува размената со Америка е 0,08% од нашиот одбор. Значи немаме директна импликација на таа работа. Ама индиректната импликација преку нашите партнери е сериозна. И ќе ви кажам една економска студија која е правена сега каква би имал одраз мерките на председателот Трамп ако се за 10%, во неговиот мандат од 4 години, тоа би ја коштало Германија 127 милиарди, а ако биде 20% мерката, мислам, ефектуирана, тогаш цената што Германија ќе би требала да плати е 180 милиарди. Значи, не говориме за пари кои Германија не може да ги обезбеди. Меѓутоа 180 милиарди е 180 милиарди. Знаете како автомобилската индустрија не врти трилиони, него таа е нормална индустрија како секоја индустрија и во неа како ги немате енергенсите кои објективно Европа ги нема, главните инпути. Она не може да лесно да ги надокнади овие силни милиарди. Истото ќе се однесува и на проблемите кои Франција може да ги има, ако направите студија со француските производители на автомобили и серија на други производи кои се беа купувани од Европа и увезувани во Америка. Америка има трговски дефицит со Европа. Америка има трговски дефицит со Европа и мислам дека тригерот на сегашната администрација е дефицитот. Каде што има дефицит, да се делува
со закана, со мерка, со забрана, со тарифа, Да има за да може да се Добро, сето ова глобално како ќе влијае на нашиот бруто домашен производ? Дали ќе успееме тие проекции планирани со буџетот на 3,7% да ги реализираме? Да ги знаете, искрено продуцира стопанство? Искрено ја би се радувал да е 3,7. Мислам, навистина, ако некој има некакви Реални се очекувања или не? очекувањата на реалните аналитичари се 2,7. Значи тоа е сега ние и 2,7 е супер. Кога имаме Германија која 2 години поред е у рецесија. Значи да бидеме искрени, и 2,7 не би било срамота. 3,7 е нешто што би сакале да видиме, тоа ќе значи силен индикатор дека државата си ги спаструва своите ресурси, почнува да размислува фокусирано на економијата и тоа може да. Јас малце сум скептик за тие 3,7, меѓутоа дај Боже да биде така, посакувам тоа да биде така, меѓутоа како што реков, во сегашниве услови во Европа се што е изнад 1,5% е супер економски резултат и за мене е добар сигнал дека некој внимава што се прави во државата економски. Господине Димовски, имаме 14 зони, од кои 8 не се активни. Ревизорскиот извештај откри за до 21 дека се инвестирани околу 100 милиони евра. Кој е планот? Имате ли стратегија? Во моментов работа 38 фирми таму. Имате ли стратегија за зоните како ќе ги наполниме со странски инвеститори, како вие што викате, и кои се вашите планови за годинава? Колку нови инвестиции планираме да привлечеме годинава? Колку пари се тоа и работни места? Од аспект на зоните, сум го читал ја тој ревизорски извештај, за жал зоните како зони има доста наследени проблеми. И овие 6 месецот кога сум начело на дирекцијата, секојдневно заедно со сите вработени и дури други институции наоѓаме решение согласно закон како тие проблеми да ги решиме. Доста сериозни проблемите. Во делот да инвестициите ние очекуваме согласно потребите, значи исклучиво ќе работиме согласно најавите и потребите, така и да инвестираме соодветно во зоните. Зошто го велам ова? Бидејќи ако ви кажам дека постои еден договор претходно склучен 30 милиони евра кај што имаме обврска да градиме во зоните градинки, амбуланта, објекти за временно сместување. Така ние нема да функционираме, ние исклучиво ќе работиме она што му е битно не на зона. Добро. Кој го потпишал тој договор? Има ли конкретни чекори кои вие ги превзедовте? Видите, сега, ние имаме обврските договор и тој договор што има обврски ти мораш по рамки на законот да го спроведеш. За жал. Значи ќе градите градинки? Ние уште сме во фаза да ги утврдиме сите работи, дали имаме право да ги градиме сите работи. Така да се работи за сериозен, сложен договор, кој сериозно работиме, искам да кажам. А како ќе биде понатаму, да ставим времето покаже. Ама тој веќе потпишан, облигации имаме. Знаете што облигации имаш? За која зона, каде? За Скопје, Штип и Прилеп. Добро. И ќе превземите некои други мерки во однос на тоа? Не можеме ние превземеме институции надлежни за такви работи. Ќе ги информирате ли институциите за тоа? Не, тоа е јавно достапна информација, не што има да тоа е јавно достапна информација. Од контекст на инвестициите, ние во принцип годинава планираме да инвестираме во инфраструктура онаму каде што веќе знаеме дека ќе имаме нови инвеститори, така да работиме на тие проекти за да едноставно ги овозможиме тие услови инфраструктурни со цел компанијата која ќе почне да гради да има соодветна инфраструктура согласно договорите што ги правиме за закуп. Добро. Бидејќи сме на крај на емисијата и двајцата ќе ве прашам за кратко. Една од најавите на премиерот беше некој нов модел односно диверзификација на извозот. Дали според вас и како е тоа можно во однос на компаниите со кои преговарате? Дали се можни адхок решенија како да се дојде до таков нов модел за диверзификација на цел извоз кога ние имаме структурно тоа е решен како е сега? И дали на тој начин сметате дека може да се намалат ефектите од глобалните случувања за вака мало отворена економија како нашата? Кога прилекуваме странски инвестиции да правиме диверзификација на дејностите. Што значи тоа? Добро, меѓутоа вие не ги бирате, конкретно доаѓаат компании и кажуваат ние сакаме тоа да произведеме, затоа прашувам кој е моделот? Таргетираме каде можеме да, како се вика, да пристапиме.
Така да баш ви кажав, последнава инвестиција е сосема различна од она што е во зоните 80%, тоа е автомобилска индустрија. Идејата е тоа да направиме диверсификација. Например, разговараме со една сериозна компанија од фармацевтската индустрија. И тоа е еден вид диверсификација. Германскава компанија, што ја кажавте. Таа е во делот на литиум-ионски батерии. И тоа е еден вид диверсификација. Така да нашата цел е да што правиме што поголема диверсификација, за да не бидеме едноставно, како да кажам, подлежни само на една индустрија, него да можеме да имаме повеќе индустрии, производствени, рече. Така да периодот што следи, ние силно ќе работиме да можеме да донесеме што повеќе квалитетни странски директни инвестиции, кои ќе додадат таа вредност за диверсификација и воедно ќе креираат високо платени работни места. И воедно ќе имаат поголем извоз. Во планот за работа на владата за 25-та година стои повторно оној инвестициски бум на некој начин со Invest in Macedоnia. Ќе имаме ли некакви такви кампањи? Што ќе правиме, во која насока? Ќе има таа кампања со цел да можеме да едноставно се презентираме низ светов. Како? Кој ќе не презентира каков е планот на, може ли да ни откриете каков е планот? За деталите не можам да ви открием, дека тоа ќе го оди преку владата. Така да ќе мора тоа некој од владата да го прашат. Ја можам да кажам оно што можам да кажам, оно што смеам да кажам, дека планот е да има агресивна кампања во дел на привлекување на странски инвестиции. Зошто? Значи тоа се докажа како модел кој реално привлече доста големи мултинационални компании. Така да праксата од таа кампања е доста позитивна за привлекување на инвестиции. А знаеме ли барем што ќе им нудиме? Да. Знаем. Ефтина работна сила, земјишта и слични работи, или имаме друг план? Поддршката што ќе биде представена во таа кампања. А кога ова треба да биде? Периодот што следи. До крајот на годинава, до крајот на 6 месеци. Односно на тоа ви кажа дека владата тоа ќе го имплементира. Ама сепак претпоставам дека сте информирани, дека сте дел од сето. Сме во координација, месечни координации за однос на тие активности, така да периодот што следи ќе се почне со таа кампања. Детали не откривате. Господине Пешев, диверсификација на извозот. Тоа е тема која е зборувана 100 години наназад. Меѓутоа, гледате ли зачетоци и како сето тоа адхок решенија нема? Меѓутоа, како сето тоа може за некој среден рок да го изреализираме на некој начин? Ќе се радувам ако владата ја поддржи. Ние во Стопанската комора веќе 5 години имаме изразено чврст фокус на поддршка на компаниите и мерките за поддршка на нашите главни извозници, со обзир на тоа дека мала економија како Македонија не може да обстане во рамките на сопствените граници и јасно е дека ние треба да излеземе надвор од нашите граници. Се покажа дека токму ова што го говорите вие, ние не можеме да извезуваме само еден производ, немаме такви ресурси преку еден производ тоа да го надокнадиме. Значи една општа диверсификација на понудата надвор од државата е потребна и за таа цел веќе скоро втора година е воспоставен Советот за извоз во рамките на комората, кој сега имаше своето второгодишно собрание во кој учествува. Кој е потенцијалот што ќе извезуваме? Видите, ви кажам, ние направивме една голема студија во која ако сте членка на комората и ако дојдете кај нас и имате идеја да извезувате некаде и кажете што е вашиот производ, ние ќе ви кажеме на кои делови во светот какви услови ќе ве зачекаат, кои ќе ви бидат конкурентите и колку ќе имате. Значи, во рамките на таа една вкупна наша анализа, воспоставен е институт за извоз и имаме едукацијски центар во кој планираме компаниите кои имаат амбициозни програми да излегуваат надвор, да им помогнеме да го научат методологијата за излегување. Излегувањето надвор од границите на Македонија не е лесна работа и сака многу знаење, а тоа во школиве наши за жал не се учи. Таа работа би требаат странски експерти кои ќе дојдат овдека кај нас и на компаниите ќе им дадат знаење. Ние нашата студија направивме така да вие ако дојдете кажете тарифен број тој и тој, сакам да го извезувам, каде би било најпаметно да го извезувам, ќе ви кажеме листа на земји каде и под кои услови се извезува и кои ќе ви бидат директни конкуренти на тие пазари. Што е голема информација, ја бар знам од позиција на компанија, тоа е скоро невозможно да го откриете. Немате начин да го откриете ако не сте фокусирани. Ако не сте фокусирани, или ќе треба да платите консултанти, ќе ве кошта многу. Значи, тој тип на инвестиции во делот на градењето на капацитети на компаниите за излез надвор од границите на Македонија е исто важен сегмент, не само диверсификацијата, затоа што вие не знаете кој може да извезува, ако не знаете со кого ќе се сретнат на пазарот надвор. И втора работа, повторно враќам.
да го вратиме производството во државата. Не може да извезувате нешто што сте го увезле. Тој и самиот од каде што сте го зеле, тој сам ќе го извезе таму. Работата е мора да го почне да го произведувате. Значи рефокусација на целокупната економска политика на враќање на производството назад со идеја дека новата парадигма, знаете ли што е? Замената или субституцијата на увоз е еднакво на извоз. Ако во овој момент ние успееме да вратиме дел од производството и не увезуваме толку, тоа е исто како да сме извезли. Во контекст на господинот Пишев, само сакам да додам дека... Само кратко ќе ве замолам зашто завршуваме. Да, сакам да укажам дека ние од оваа година, мислам, кога сум ја почнуваме да правиме анализа на сите компании во ТИРС, колку земаат репроматеријали, суровини и други средства кои се битни за производството. До сега не се правило тоа, че го правиме, да видиме ние која компанија колку од македонските компании ги ангажира како снабдувачи, што е многу битно. И во основа на тоа планираме тука да направиме некој пакет, дека ако компанија доаѓа инвестира и ако 50% суровините, репроматеријалите и средствата ги зема од македонска компанија, тука треба да дадеш Имаше поддршка. такви обиди, меѓутоа се покажаа неуспешни ние изминатиот период. Па не знам колку били искрени тие обиди, тоа е многу битно, колку се искрени. Ние вече на сите компании спремаме еден темплет кај што ја бараме таа бројка да знаеме колку е. Што тоа е многу битно. Тоа е сепак додадената вредност за македонските компании. Така. Господине Димовски, ви благодарам за разговорот. Благодарам поканата. Господине Пешев, и вам ви благодарам за Благодарам разговорот. Вам, почитувани, ви благодарам на вниманието. Јас сум Александра Филиповска, гледавте Бизнис 21. Со нови актуелни теми се гледаме наредната среда во истиот термин 21:30 часот. Пријатна вечер и останете со програмата на телевизија 21. Takam fale da